Проректоре, вие бевте директно вклучен во формирањето на Универзитетското радио како дел од Центарот за односи со јавноста. Кој е вашиот став за УГД ФМ после 5 години? Уште на почетокот при идејата кога настануваше за тоа каков треба да биде генерално односот на институцијата кон јавноста, се заговараше прашањето за создавање на едно тело, на еден центар кој што ќе се баве систематски со односот на институцијата кон општеството внатре, но и со односот на институцијата со другите универзитети надвор од државата. И да ви кажам искрено, идејата за образување на отварањето на Универзитетското радио и на Центарот за односи со јавност со сите своји оддели внатре, како оддел за маркетинг и протокол, оддел за радио и телевизија и оддел за издавачка дејност, всушност се забрза од она што можевме да го почувствуваме на пазарот кога побаравме за тоа како да се отвори институцијата кон јавност и кога добивме понуди дека околу 50 до 60.000 евра е годишниот договор со било кој национален медиум во Република Македонија за да ве пуштат 2 пати по 20 минути во неделата. И од тука почнавме да го отвораме прашањето за креирање на собствен медиум, бидејќи со тие пари всушност универзитетот од собствени сметки го креираше Центарот за односи со јавност и почетоците беа такви какви што беа, од барање на промена на детален урбанистички план за создавање на тој простор таму, од купување на опрема, од правење на спецификација, од креирање на човечките ресурси внатре, од идејата како тоа внатре да се вмрежува со потребите на другите факултети. И ете, денес 5 години ми е многу драго што тој станува еден од, според мене, можеби професионални медиуми кој што е на рангот на било кој национален медиум во нашата држава. Која беше вашата идеја првично при формирањето пред 5 години? Која беше целта што требаше да исполни универзитетското? Идејата беше гласот на универзитетот и гласот на студентите. Значи, создавање на некаква алтернативна форма, на некаков алтернативен модел кој што ќе излезе од спрегите и од мрежата на секојдневната политика и ќе излезе од оптовареноста на младите со, како да кажам, со некакви стереотипи, предрасуди, имајќи предвид дека се наоѓаме во една средина, прилично мала средина, која што се уште живее со многу своји провинциски елементи на средина, имајќи предвид дека универзитетот не трпи такви елементи во себе, бидејќи идејата за универзитетот е нешто сосема друго. И всушност вредноста и она што може да биде медиумот веќе почнува да го покажува после првата година од своето функционирање и јас мислам дека тоа ќе биде доправа медиум не само во нашата држава, туку медиум кој што ќе се препознава и многу пошироко. Се формираше, ако можеме да кажеме, со оглед на некомерцијалната природа на Универзитетското радио, да речеме еден алтернативен, уникатен медиум. Кога вие ќе го погледнете одстрана, ја постигнали целта досега Универзитетското радио? Ја постигна, дури можам да кажам дека ги надминува очекувањата заради тоа што луѓето кои што се сега во Центарот за односи со јавност направија се, имајќи предвид дека тоа се луѓе кои што доаѓаат и од национални медиуми, имаат искуство, се бавеле со комуникации, со медиуми, направија една спрега со студиската програма по новинарство и односи со јавноста и веќе се гледа начинот на кој што тој медиум всушност излегува во пресрет на потребите на студентите. Тоа беше и целта, една од целите за создавањето на свој медиум, затоа што многу постари факултети од правниот факултет, многу постари универзитети од нашиот универзитет, не само во нашата држава, туку и пошироко, ја немаат таа можност и таа привилегија да можат во текот на своето студирање да имаат едно такво каче, кој што сите знаеме, кој што го виделе тој медиум внатре по какви стандарди е направен, представува медиум од некаков сериозен европски, може да кажем и светски стандард. Колку е важно овој медиум и генерално медиумите кои што функционираат во рамките на УГД за само изразувањето на студентите?
Многу е важно. Значи, слободата на мислата, слободата на говорот, слободата на животот се едни од основните елементи на функционирањето и на студентите во текот на своето студирање и на универзитетот како институција која што пред се е тука заради вистината и заради промовирањето на вистината. Дали таа вистина некого ќе го боли или нема да го боли, тоа мора да се каже. Кој како ќе го свати, кој како ќе си го толкува. Од тука студентите имат, како да кажам, можност имат го имат предизвикот да можат уште повеќе да го користат тој медиум, да можат да се вмрежуваат, да прават и други форми користејќи го тој медиум, имајќи во предвид дека сега и социјалните мрежи и радиото и телевизијата стануваат нешто кое што се повеќе добива на вредност во мала, локална или така наречена комјунити средина. И ако се направи една компарација со тоа какви се тие медиуми, се гледа дека поголемата перспектива има токму овие медиуми наспрема другите медиуми во овој глобализацијски свет во кој што живееме. Како менеджмент имате сериозни планови за развој на медиумите на Универзитетот Гоце Делчев. Може ли да кажете кои се дел од плановите на ГОДЕ? Стратегијата за развој на Центарот за односи со развој е перманентно прашање со кое што се занимава универзитетот, затоа што дел од оперативните технички подготовки на функционирањето на она што представува издавачка дејност на универзитетот е всушност како столб во Центарот за односи со јавност. Значи издавачката дејност, поврзаноста со гласници, со билтени, со изданија поврзани со публикации се всушност темелот на она за кој што постои универзитетот. Радиото, телевизијата, маркетингот, протоколите се тука исто така да дадат поддршка токму на таа насока и на она што треба да представува всушност функционалност и отвореност на институцијата. Еден дел е вежбите, праксите на студентите, но сосема друг дел е и говорот, вистината, емитувањето, забавата, научната програма, која што исто допрева треба таму и да се развива. Значи тоа е простор кој што е од, како да кажам, многу големо значење. И инвестициите таму се планирани и тоа го правиме перманентно. Почетната инвестиција во Центарот за односи со јавност беше повеќе од 100.000 евро од сопствени средства на универзитетот. Некој ќе рече дека тоа е премногу, меѓутоа на крајот се констатира, еве денес сме сведоци сите дека всушност тој центар е оператива на сите факултети. Благодарам. Благодарам и на вас.